Еве еден TikTok предизвик за Социјалдемократскиот сојуз. Излезете со лидерот на чело пред јавноста на пресконференција и вака кажете: Гоце Делчев е македонец, македонскиот јазик не е бугарски. Без додавки од типот Гоце Делчев е македонец, ама има секој има право да си го чествува. Не со тие предавнички додатоци. Излезете и кажете само ова јавно, дека Македонија никогаш не била бугарска, дека македонците никогаш немале бугарска самосвест, дека Гоце Делчев е македонец, дека јазикот е македонски, автохтон, автентичен, посебен. Ова кажете, овака, цитирајте ме само. Па може тогаш ќе почне некој пак да рече: и чекај, вие се вратиле на некоја нормала, на она што треба да бидат како партија, да ги заштитуваат македонските интереси. Али со овие финти, кога ја ги скачаат тамо, го слават, го чествуваат раѓањето на Гоце Делчев. Смешни изгледате после она што го правевте 7 години, бе. Смешни изгледавте. Кога ширевте спинови преку вашите така наречени новинари политички ангажирани кај вас што го работеа пиарот. Па добро е, нема проблем, па шо па се ако Гоце го даеме, па ако го пишат за бугарин, па гледаме иднината, па Гоце Делчев нема леп да ни даде, името нема леп да ни даде. И овој ваш спин го пренесовте кај ваши повидни членови, не мора да беа највисоко, но беа така, од увек биле така, препознатливи дека се ваши. Па поверува у тој, пошто нив толку им сече, па поверува у тие спинови. Па мене кога ме сретнуваа некојаш така: бе, зашо па ти толку, па сеа против ова, па што па сеа Гоце Делчев, па ете бугарите ако сака, дај само нека не прима тоа. И овака го гледам типов. Го знам, има школа, образоване, со дипломи, не е глуп. Му викам да те прашам нешто, извини. А шо мислиш ти, бугарите глупи ли се шо бараат од нас да се откажеме од све? Не, ај кажи ми, дали се глупи? Пошто бугарите имаат современа држава уште пред нас. Дали се глупи што инсистираат ние да си ја смениме историјата затоа што нив така им прднало? И човекот одеднаш вака се заќути ме загледа. Со една реченица му ја урнав програмата што му ја кодира, што му ја пишува тие од СДС пинерите. Не ми рече ништо, ама рече: па стварно бе, овие стварно глупи ли се што барат од нас, да, зашо ние па толку е, значи не е баш небитно дали Гоце Делчев ќе го даеме да биде бугарин, јазикот да не биде бугарски. Значи одма го изместив неговите верувања партиски изградени од тие говна предавнички што се уште во СДС, му ги урнав со една реченица: дали мислиш дека е глупо некој ако бара ти да си ја смениш историјата, идентитетот? Дали мислиш дека е тоа случајно? Особено ако ви текне оној министер на СДС што откако стана министер драстично почна да се подготвува за Роштилијада у Лесковац, кога се закануваше дека кривично ќе одговара секој што ќе го спомне името, што нема да го спомне името Северна Македонија и за внатрешна употреба, дека кривично ќе одговарал затоа што нашата земја сега била Северна Македонија. И кривично требаше да одговара секој, таква барем тоа изгледа, не знам, не му помина, што ќе спомне јавно дека ние живееме, кој нема да го спомне јавно тоа Северна, туку само Македонија ќе каже. Тоа беше резултатот, социјалдемократи, на вашето предавање на партијата на разни невладини организации кои за среќа и би сакал да се случи тоа наскоро да престанат да постојат.
Особено со новите информации, со она што како информација излезе Елон Маск кога ги демаскираше USAID, агенцијата или програмата за меѓународен развој, за хуманитарна помош и така натаму, зашо беше, кога ги демаскираше колку милиони и милиарди долари се фрлени изминативе години на разни сомнителни организации, терористички, ЛГБТ, невладини организации, за промена на пол у разни земји, за разни шарени револуции и така натаму и така натаму. Милиони долари фрлиле, дале по правот, ами од джебот на американските граѓани, за да духовно го дестабилизираат пред се духовно светот, да ги збунат индивидуите, да ги оттуѓат едни од други, да го уништат семејството како јадро на секое здраво општество, а потоа да го дестабилизираат светот и на друг начин. Токму тие. Значи, Елон Маск излезе со список километарски, со точни бројки каде е све давано. За сите овие работи што ги спомнав. Еве, рецимо, имаше податок дека за минатата година, се нема држете за збор, во Србија за разни ЛГБТ организации е дадено $1,5 милиона. А ја тоа го зборев во една само вистина со една представничка од ЛГБТ популацијата, од една невладина организација која што води. Ја знаете вие сите, таа емисија беше пред неколку години и гледам дека имаше преку 350-400,000 прегледи на YouTube. Тогаш уште СДС беше на власт, кога кажав дека годишно добиваат од 300 до 500,000 евра. Годишно. Само таа невладина организација. Не зборам за други. И затоа еве апел до нашите служби, затоа што сега имаат ветер у грб, поради она што се случува во Америка, кај што се раскринкуваат, се откриваат, се демаскираат ваквите агенции, организации кои што со многу пари со години намерно го дестабилизираа светот. И го дестабилизираа со намера да создадат индивидуи погодни, немислечки индивидуи кои не можат критички размислуваат, абнормални индивидуи со кои што полесно ќе манипулираат, ќе им дадат одредена моќ и власт во општеството, со кои што полесно ќе манипулираат, а кои што за возврат ќе работат за таа нивна агенда на неолиберализам или и глобализам, ако сакате. Атомизирани суштества кои што лесно ги држиш под контрола. Тоа е идејата. Ако сакаш на сите да им продадеш муда за бубрези и сите да ти веруваат. Еве вие короната за пример. Да не одиме па натака. Така што, еве ви можност на нашиве власти да направат една акција, чешел нека ја крстат. Еве, чешел, пошто мене чешелот ми е секојдневна алатка, што ја користам и како таква алатка и го обожам и затоа ми текне, еве, нека крстат акција чешел, нека влезат у сите невладини овие ЛГБТ што се сите организации, нека ги прочешлаат и нека извадат од каде све добивале пари. Да видиме ние кој тука сакал со години да ни го сјебе образованието, младината, децата и така натаму и така натаму. И кој стоел за сето тоа? И затоа не лапрдајте многу сега пак на таа тема, воведување на сексуално образование кај 7-годишни деца у прво оделение. Значи не паѓајте на штосовите на невладините и на она неолиберална Европа. Таа нема да трае уште долго. 100 пати сум рекол, држете се до себе, до нашата визија, како понатаму, до традицијата, до семејството, до тие семејни вредности. Заебете ова другово. Другото само може да не однесе у поголема пропаст.
пошто гледав сега па некој назнаки, па нешто за школство, нешто основно тоа јок бе, јок. Дете на 7 годишна возраст не може да биде сексуално освестено. Кого сега себе ќе се лаже, кого ќе лажеме? Уште веруваат дека штркоите ги носат децата, што е добро ако веруваат така. Немојте да паѓате целокупната идеологија ЛГБТ родова, како се вика. Се базира на тезите кои што ги донесе во јавноста еден, така да речам, хомосексуалец, педофил Кинси. Имате филм за него, Лајам Нисон го глуми, ако не сте читале книги за него или ако не сте читале ако не сте гледале документарци. Целокупната таа идеологија се подпира на неговите тези. Една од неговите тези, он вршил експериментирање со бебиња, со 7-месечни бебиња. Дека бебе на 7-месечна возраст можеш сексуално да се возбуди ако ти го чепкаш нешто или. Замислете, ова ја не го измислувам. Тоа му се и као признаем научен труд му е, тој заборев како се викаше, 2 ги има такви, кај што ги тврди овие тези. Значи заебете тоа. Доста беше 7 години тортура од СДС, од Социјалдемократскиот сојуз, по сите полиња, по сите прашања кои што задираат во јадрото на ово општество. Во сршта на ово општество. Во неговиот идентитет на македонскиот народ, на семејството, на традицијата, на све. Па тие се алергични се на традиција. Они, ако им го пуштиш тешкото на телевизија да го гледаат, овие утрикарија ќе ги фати, како се вика. Тоа се антимакедонска партија таа никогаш не. Тие луѓе тамо, не зборам за некои генерации на СДС, тие првите кога се кај што имале малце од малце патриотска свест у себе. Имаше такви, не дека. Овие сега, ова е све изродено, испајпузено што викаат, расипано. Никакви допир, се срамат од своето потекло. Он би, ако може, кога оди у странство, се моли Бога да не го прашаат од кај си или шо си по националност. Се моли Бога да не го прашаат. Срами ме бе, ги знам како мислат. Све што е македонско за нив е. Искрено се срамат. Имаат такво чувство на нелагодност. И вие барате од нив, или јас што се зезам TikTok предизвик, кажете Гоце Делчев дека е македонец, како Мицко што кажа. Па вие плюкајте го Мицко. Чи Мицко без додатоци го кажа тоа. Гоце Делчев е македонец, бе, fuck off. Ќе видиме понатака. Овие само пак плюкајте го. Али го кажа тоа. Овие еднаш го немаат кажано. Или било кој друг. Така што џабе вие секоја, зборам за социјалдемократите, секоја можност појавување да се исперете пред македонската јавност, да се покажете во друго светло. Вие сте прочитана книга. Не велам дека некого пак нема да излажете у наредниве години, да помисли, ете се смениле. Токму затоа е ова видеоролна, да бидат сите свесни дека кај нив промена не може да има. Особено со промените што си ги направија, а фактички направија промени, откако падна од власт, само колку да не направат промени. Уствари не направија никакви промени. Тоа се истите луѓе, истите идеи, истите ставови, со исто ниска точка на топење,
Само што сега јебига се принудени да играат опозиција, па никогаш ке сакаат да се покажат тоа што не се. Ама како ви кажа, провалени сте, провалени сте оддамна. Еднаш гадно го излажавте македонскиот народ, 2017-та. Кај што помислија дека ете може нешто кај вас се сменило после толку години опозиција, нешто стварно сте научиле, нешто стварно сте... Не. Не. Бевте уште полоши него што сте биле претходно. Уште поарогантни од било која гарнитура на СДС претходно. Се осеќавте недопирливи, дека заради вашите предавства Европа ќе ве штити, Америка ќе ве штити, тие сите овие подгузни муви ваши веруваа дека уште наредни 30 години ќе владеете, само помалце распродавајте што имате за распродавање. Од државата, од народот, од све. Видовте како се заебавте? А сега доаѓа ново време. Таквите како вас, таквите партии како вас, се ислужени куртони, најди, наври, фрли или курвици. Ве најдоа, ве навреа, ве фрлија. Помирете се со фактот дека сте издрмдани, искористени и од вас више ремонт не бива. Ај се.